Почитувани граѓани, ССМ и Слободан Трендафилов одбиле 40% покачување на платите во следните 2 години на штета на работниците. Синдикалецот на батерии Слободан Трендафилов со плата 3 до 4 пати поголема од минималната, која ја добива благодарејќи на работниците кои членуваат во неговите синдикати, им го сврте грбот и не прифати зголемување на платите во администрацијата за 40% во следните 2 години. Слободан Трендафилов, кој е многу гласен кога СДС е во опозиција, а тивок кога тие беа на власт, го одбил предлогот на владата предводена од ВМРО ДПМН за зголемување на платите на административните службеници за 40% во следните 2 години. Зошто? Само затоа што не сакал да го потпише новиот колективен договор. Трендафилов ги остави работниците на цедило и без повисоки плати, затоа што е политички заробеник од страна на СДС. Договорот што тој лично, заедно со минатата министерка за труд и социјална политика, а сегашна подпредседателка на СДС, Јованка Тренчевска го потпишал, е истечен. А со тоа се отвара можност за нов колективен договор, за кој владата, предводена од ВМРО ДПМН, предлага административните службеници да добијат 40% повисоки плати за 2 години. Ова ССМ и Слободан Трендафилов и УПОС начело со Трпе Дејановски го одбиваат. Почитувани граѓани, почитувани работници, лицемерието на ССМ и Слободан Трендафилов е разоткриено. Додека од една страна глуми загрижен за работниците, за нивните права и за нивните плати, од другата страна докажува колку навистина му е грижа за работникот со тоа што го одбива предлогот на владата предводена од ВМРО ДПМН за зголемување на платите во висина од 40%. ССМ и Трендафилов не го поздравија досега ниту еднаш колективниот договор во образованието и во здравството. Ниту пак ги поздравија зголемените плати во МВР, Министерството за одбрана и во центрите за социјална работа. На ССМ и Трендафилов не име до зголемените плати на работниците, туку на тоа да им наштити на државата, а со тоа и на владата што е можно повеќе. Отворената поддршка која ССМ ја добива од левици и од СДС јасно говори кој седи позади овој организиран денешен протест. Ви благодарам.